Добро утро. Почитувана Аида Куртовиќ, председател на одборот на Глобалниот фонд за борба против ХИВ, маларија и туберкулоза. Почитуван Питер Сенц, извршен директор на Глобалниот фонд, почитувани делегати од целиот свет, почитувани медиуми, драги гости. Би сакал најпрво да ви се заблагодарам, бидејќи без двоумење ја прифативте поканата Република Македонија да биде домаќин на 39-тиот состанок на одборот на Глобалниот фонд за борба против ХИВ, туберкулоза и маларија. Во исто време ми представува огромна чест и задоволство, бидејќи ми укажавте доверба да го отворам овој голем настан. Присуството на повеќе од 300 делегати од сите страни на светот укажува на фактот за почит кон владата на Република Македонија и Министерството за здравство во функција на успешно справување со ХИВ вирусот и со туберкулозата како две големи здравствени, но и општествени проблеми. Но секако тоа немаше да биде целосно изводливо без вашата помош и поддршка. Во изминатите 14 години за борба против ХИВ и туберкулозата за Република Македонија издвоивте како фонд дури 34 милиони долари и ви благодарам за тоа. Сакам да истакнам дека почнувајќи од оваа година Република Македонија во целост го презеде финансирањето на проектите за борба против ХИВ и туберкулоза. За оваа намена владата на Република Македонија за 2018 година издвои 1,5 милион евра или 3,5 пати повеќе во споредба со минатата година. Со тоа, Република Македонија стана лидер во регионот во однос на финансирањето на програмите за борба против ХИВ и туберкулоза од страна на државата. Со овие средства, Министерството за здравство создаде услови да продолжи имплементацијата на сите превентивни програми кои во изминатите години се спроведуваат токму со финансиска поддршка и помош од Глобалниот фонд. За одбележување е податокот дека програмите за превенција се направени и во текот на оваа година ќе се имплементираат заедно со представници од 15 граѓански и организации на засегнати групи на граѓани. Само заеднички можеме успешно да им пристапиме на овие ранливи и за жал се уште маргинализирани групи на луѓе. Граѓанските организации имаат знаење, искуство и експертиза за овие проблеми и најважно знаат како да допрат до болните од ХИВ и од туберкулоза. Благодарение на нивните напори, кај дел од болните, епидемијата на ХИВ е ставена под контрола. Тоа е уште еден доказ дека граѓанскиот сектор има исклучителна улога во зајакнување на нашето демократско општество, во идентификување на проблемите и во посочување на решенија и воопшто во подобрување на квалитетот на живот на нашите граѓани. Во нашиот регион се соочуваме со релативно ниска стапка на ХИВ и на туберкулоза. И затоа проблемите на овие болни, за жал, понекогаш ги ставаме во втор план. Паѓаат во сенка на сите други предизвици со кои земјите од овој регион се соочуваат во областа на здравството. Сепак, за болните од ХИВ и од туберкулоза, овие болести се секако голем и сериозен проблем. Затоа велиме дека ниту еден од овие наши сограѓани нема да биде изоставен од негата и од лекувањето. Токму ниската стапка на болни до некаде ни олеснува работата, со релативно мали инвестиции, но со фокусирани напори и имаме шанса и двете болести да ги ставиме под целосна контрола, па дури и да ги искорениме. Овие прашања не треба да зависат од политичката волја, бидејќи се прашања на основните човекови права. Во зависност од состојбите во секоја земја, мора да ги обезбедиме сите превентивни алатки кои ни стојат на располагање. Инвестирајќи во заштитата, на долг рок ќе спасиме поголем број човечки животи, но во крајна линија ќе ги намалиме и трошоците при справувањето со вирусот на ХИВ, со туберкулозата и со сериозните последици од двете болести. Дополнително,
Државното финансирање мора и натаму да се зголемува. На тој начин ќе гарантираме долгорочна одржливост на програмите за борба против ХИВ и туберкулоза и ќе опфатиме поголем број на засегнати граѓани. Секако, поддршката од меѓународните партнери, од Европската Унија и вашата поддршка секогаш ќе ни биде добредојдена. Во оваа прилика, исто така сакам да испратам апел до сите сегменти на властите, носителите на важните одлуки, но и до граѓаните на Република Македонија и на сите земји од регионот. Крајно време е да обезбедиме средина која нема да ги осудува, ниту пак ќе ги дискриминира лицата болни од ХИВ или од туберкулоза. Само на тој начин ќе гарантираме заштита и остварување на основните човекови права. Владата на Република Македонија, водена од концептот едно општество за сите, вложува напори да создаде општество ослободено од предрасуди. Секој од нас е различен и посебен на свој начин. Болеста не треба да биде мерило за тоа каква е една личност. На крајот и покрај многуто предизвици кои што се пред нас, верувам дека нашиот регион ќе покаже силна политичка волја и подготвеност да придонесе во остварувањето на целите за одржлив развој на Обединетите нации. Сите се согласивме дека до 2030 година ќе ставиме крај на епидемиите на ХИВ вирусот и на туберкулозата како јавно здравствени проблеми. Почитувани гости на Република Македонија, членови на одборот на Глобалниот фонд, ви посакувам успешна работа овде во Македонија. Благодарам.